Лисиците врзани на рацете од медиумите ги сокри со документи. Поренешниот министер за транспорт и врски Милјана Киески на судењето за уривањето на Космос со одговор. Старите велат ако не можете помагарете, удрете по самарот, откако судијата го праша дали сега е во притвор. Јана Киески во Скопскиот истражен затвор шутка, откако СЈО побара притвор бидејќи имали информации дека ќе се даде во бегство на ист начин како Груевски. Според решението со кое му се определи притвор, екс-министерот преку посредник барал помирување од председателот на државата Ѓорѓе Иванов, за него и сите против кои се водат судски процеси од СЈО, но Иванов го одбил. Јана Киески ги задолжи неговите адвокати јавно да демантираат дека барал амнестија, но и да пренесат дека немал сметки во странство. Ми рече на доживотен затвор доколку било кој обвинителство, СЈО или било кој утврди дека тој има било каква сметка надвор од Република Македонија. Со тој податок, тој веднаш ќе оди и ќе потпише спогодба во кој предмет сакаат на максималната казна која што може да биде изречена. Демант испрати од кабинетот на Иванов кој е идентичен со ставот на Јана Киески. Бараат одговори од МВР и од судот. Сето ова представува груба полициска манипулација и инволвирање на полициски службеници, со што се извршени кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување, фалсификување на исправа, употреба на исправа со невистинита содржина. Но што разговарал пред 2 дена Јана Киески не пишуваше во демантот од кабинетот на Иванов. Пред една недела иницијативата Правда за Никола Груевски поднесе барање до Иванов за стоп на, како што го нарекува, политичкиот прогон. Во барањето неофицијално пишува да запрат сите судења на СЈО. Паралелно името на Јана Киески беше споменато и на судскиот процес за собраниските инциденти. Од презентацијата на комуникациите на пратеникот Крсто Муковски кој ги отвори собраниските порти, произлезе комуникација на Вибер со околу 40 луѓе, а меѓу нив поранешни високи владени и партиски функционери на ВМРО-ДПМН, како Јана Киески, Спиро Ристовски, Даниела Рангелова, Владимир Неловски и меѓу другите и екс-премиерот Емил Димитриев. Муковски добивал пораки да ги отвори главните порти на собранието. Шеќер кам мене остајте ми ја, отворете дечки вратите. На претходното судење СМС пораките покажаа дека екс-собранискиот спикер Трајко Велјановски и екс-премиерот Груевски од претходно знаеле дека се планира упад во законодавниот дом.